Во рамки на одбележувањето на денот на штркот во општина Чешиново Облешево беше предадена во употреба наменска наблюдувачница за птици. Објектот е лоциран кај селото Уларци и е дел од проектот што заеднички го реализираа локалната самоуправа и Македонското еколошко друштво со грант од германската фондација Евронатура. Пред неколку години Македонското еколошко друштво спроведе броење на гнездата на штрковите, при што беше утврдено дека ги има близу 100, односно дека во регионот живее најголема популација од овие птици. Токму изградбата на наблюдувачницата е дел од проектот чии активности ќе продолжат и во наредниот период. Добијан е и нов грант, активности поврзани со промовирање на оваа општина за таков еден тип на екотуризам, како и подобрување на социоекономската положба во општината, пред се заради прилив на туристи и обезбедување на добра туристичка понуда, но не масивен, него екотуризам, затоа што оваа општина навистина заслужува добра промоција, не само на ниво на Македонија, туку пошироко и во Европа. Од Македонското еколошко друштво додадува дека покрај еколошкиот и промотивниот аспект, проектот опфаќа и едукација и подигање на јавната свест, посебно кај најмладите, за заштита и поголема грижа кон птиците. Многу сме среќни дека лани за прв пат пописот на штрковите исто така го правеа училиштата. Тие излегоа на терен со малку обука од нас, тие можеа со научна методологија веќе да ги избројат точно гнездата на штркови. Се надеваме дека тоа ќе остане во наредните години така, бидејќи тие се навистина оние кои што се грижат за овие птици. Нашата соработка со наставниците за среќа продолжува и понатаму и некои од нив дури ќе учествуваат на еден наш проект преку кој ќе патуваат во Ирска на дообука, бидејќи ќе бидат дел од една иницијатива на Еразмус за размена на наставници. По повод Денот на штркот во Чешиново се одржа и забавно-музичка програма во која учествуваа ученици од основните училишта. Инаку, општината Чешиново Облешево пред 5 години беше примена во европската мрежа на село на штркот, со што оваа птица стана и незино заштитно обележје.